Прво, во однос на премиер Албанец, тоа не е ништо ново, бидејќи тоа веќе беше објавено на пресконференција 2020 година, после изборите, на која што присуствуваа тогашниот председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и мандатар за состав на владата Зоран Заев и председателот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети. Тие се достапни снимки од таа пресконференција, на која што се формираше коалицијска влада во 2020 година, по изборите на кои што победи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со своите коалициони партнери и заедно со ДУИ формираше влада. Така ќе биде и на изборите во 2024 година, кога Социјалдемократскиот сојуз на Македонија повторно ќе победи на изборите заедно со својата коалиција и кога повторно ќе се формира во Македонија проевропска влада начело со мандатар предложен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За разлика од ВМРО-ДПМН, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија коалицијските договори ги почитува. Ова во однос на премиер кој што ќе обавува техничка улога ќе се случи кон крајот на следната година, значи во последните 100 дена од мандатот на оваа влада, пред изборите, и уверени сме дека на изборите кои што ќе се одржат идната година, ние ќе ја добиеме поддршката од граѓаните и повторно премиерот ќе биде од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија по изборите 2024 година. Луѓето сакаат во Македонија проевропска влада, влада за европска иднина, влада која што ги зголемува платите, влада која што ги зголемува пензиите, влада која што во време на криза прави антикризни мерки, а не блокира собрание, влада која што на дневна основа следи ограничување на цени на основни прехранбени производи, а не сака националистичка психодрама која што единствено знаат да ја прават ВМРО-ДПМН и Левица. Воедно, интерните кампањи кои што ги прави Демократската унија за интеграција не би ги коментирал, бидејќи тие се наоѓаат во процес на своја внатрешна политичка кампања, во која што излегуваат нормално и креативни слогани, и за кои што сметам дека се дел од политичката кампања, која што ја водат како интерна политичка кампања и која што не се однесува на процесите во однос на функционирањето на владата во целина. Премиерот на државата го бираат граѓаните. Премиерот на државата има одговорност да ги води политичките процеси до следните избори, на кои што граѓаните повторно преку своја волја го даваат мандатот на една или на друга политичка опција. Техничкиот премиер има мандат само да ги спроведе изборите во текот на предизборниот период. Јас воопшто немам проблем, како што беше и тогаш соопштено на таа пресконференција, да има технички премиер кој што е албанец, или било која друга, или припадник на било која друга етничка заедница која што живее во државата, бидејќи јас сметам дека етничка припадност не е професија, туку професијата ја стекнуваме со знаење, со вештина, со работа, со искуство. Ние сме имали премиер Влав, кој што успешно ја водел владата на државата, премиери македонци, кои што успешно ја воделе владата, и затоа сметам дека секој кој што е професионален може да ја води владата, особено во услови на технички мандат на владата, кога единствено треба да се спроведат изборите, со оглед на тоа дека ние имаме еден специфичен закон за влада, во кој што се предвидува 100 дена техничка влада, со кој што концепт јас лично не се слагам. Ќе ви кажам и зошто. Тој концепт на пржинска или техничка влада е договорен во едни услови, кога Македонија беше оценета според сите и според нас внатре, како заробена држава, во која што државните институции беа партизирани и беа ставени во функција на една политичка партија, што подоцна се докажа и покажа преку јавно објавени
докази и сметам дека земја членка на НАТО, која што преговара со Европската Унија, која што председава со ОПСЕ, земја која што председава со ОПСЕ, ние сме држава која председава со ОПСЕ, држава на која што е укажана најголема чест заради незината стабилност, преговорите помеѓу Србија и Косово да се одвиваат кај нас, во Охрид, држава во која што утре ќе биде одржан состанок на Советот за стабилизација и асоциација со Европската Унија, сметам дека не треба да има ваков тип на влада пред изборите. Меѓутоа, сепак, тоа е прашање на кое што треба да се согласат сите политички партии и тоа би било дел од некаков договор за во однос на изборниот закон и секако во однос на законот за влада.